Ајде уште една дилема да фрлиме на маса Димовски. Во тој член 22 кој што го ограничува рокот во кој што СЈО може да покрене обвинение, се вели дека СЈО може да покрене обвинение или да нареди запирање на истражна постапка во период не подлог од 18 месеци од денот на преземањето на предметите и материјалите во негова надлежност. Еве, јас ќе потсетам на случајот Чауш. Според тврдењата на редовното обвинителство, тогаш кај него дома беа најдени прислушувани разговори. Тие никогаш не се најдоа како дел од обвинението и судскиот процес кој што се водеше против Чауш пред судот, а обвинението го застапуваше редовното обвинителство. Што да речеме ако тие материјали сега му се предадат на СЈО? Дали почнуваат нови 18 месеци за СЈО да течат од тој момент? Формално почнуваат, но тие ќе се судрат со горниот рок од 5 години. Значи, ние можеме и имавме такви снимки. Да не заборавиме, излегоа снимки на колеги со политичари во периодот за кој СЈО дури поведе постапка да открие кој ги поставил на YouTube. Има и такви постапки. Патем Зврлевски беше, обвинителството на Зврлевски беше должно тие материјали да му ги даде на СЈО, а не да ги чува веројатно во некоја фиока. Дефинитивно, па ние имавме дел од постапките каде што разговорите не беа давани ни во пучни, дел, значи специјалното се изјасни дека дел од тие докази останале во организиран криминал и така натаму. Тоа се тие сопки за кои зборувавме на почетокот. Прво беа меѓу обвинителите при предавање на доказите, друго беше во суд. Значи сите овие работи стојат, меѓутоа за мене едно навистина е суштинско тоа што го реков на почетокот. Сакаме правна држава, сакаме Европска унија, сакаме НАТО интеграции или сакаме овде да биде една жабокречина во која големите ќе ги јадат малите и нема никогаш да го расчистиме